Дивјаков Џоковиќ, па им го расипа ручекот на овиот финиот свет. Велам Дивјакот затоа што во очите на Западот тој секогаш ќе символизира дивјак, дојденец, странец, никогаш не го прифатија и нема да го прифатат како свој. Баш затоа што тој во нивните очи е секогаш символ, метафора на Балканот, на балканскиот менталитет. Преемотивен, предрзок, пребунтовен. Све пре нормално и предобар. Најдобар на сите времења. Најголемиот спортист, не само веројатно на веков, што ќе биде прогласен, туку и веројатно ќе поминат можеби повеќе од 100 години за некој да ги досегне и престигне неговите рекорди. Ова моје обраќање не е затоа што јас имам некој, знаете како вие навијачиве што се па некој огромен восхит или дека ја нешто многу гледам тенис. Не е ни едното ни другото. Но фасцинантно е што самата негова кариера, зборам како спортист, фасцинантно е и многу е поучно за секој млад човек, за секој од нас, да го види тој пример на тврдокорност кој што зрачи, кој што го има Ноле, тој пример, тој ген на тврдокорност, тој ген на посветеност, на амбиција, на визија, она што викаат американците big thinking. Значи, се што замислил, што кажал од дете, од кој имал 5 години, неговите први снимки на тенискиот терен или после интервјуа некој што сум гледал, таква убеденост, таква визија од негова 7, 9, 10 година, дека еден ден ќе биде неприкосновен светски шампион и дека ќе освои све. И да стигнеш до тоа е најфасцинантното. И не само да стигнеш до тоа, да станеш толку непобедлив, толку голем, толку добар, толку подобар од сите, за неколку копија, што да ги натераш сите да те мразат. Силове години, затоа може би највише е ова моје обраќање, инаку немам обично навика да коментирам спортот во било која смисла, пошто за мене спортот е само спорт, забава, на некој начин. Иако понекогаш во вакви ретки случаи станува и повеќе од игра, повеќе од забава. Станува понекогаш и поголем од животот. Но, тоа се многу ретки случаи. Оно што ме фасцинираше сиве овие години и што најочигледно ни се појави пред очи, пратејќи го Џоковиќ, оно што му се случуваше, вечниот судир што го имаше со авторитетите во тенискиот спорт, со на фина тениска публика во чии очи постоја само две вредности, два тенисера, затоа што доаѓа од нивниот фин, стерилен свет, во кој што е најпаметно, најучинковито за тебе да бидеш добар, но да се однесуваш као да имаш прсу гъс. Значи, се она што не беше Ноле. И она што најеклатантно, најочигледно
ни стана, гледајќи го овој судир меѓу Ноле и тој фин свет кој што функционира, живее со прсу гс, е оној момент дека успехот, талентот, големината никогаш тој свет не му ја прости. Зато што не беше дел од нив, зато што не е дел од нив. Ниту духовно, ниту генетски, или по потекло, ниту по менталитет. Само што тој свет не процени дека овој Ноле доаѓа од Балканот, поточно од Србија, без тука со некоја намера, нели, да србите треба да се и се исклучително горди што го имаат Ноле. На тој свет не процени колку тој менталитет, а тој менталитет е карактеристичен за Балканот. Кај србите па е ептен карактеристичен. И фала Богу што Ноле им покаже на србите како може у позитивна смисла да се искористи тој менталитет. Не онака како што го користеа во некои погрешни историски ситуации. Туку како тој го искористи. Тој балкански инаец, што би рекле. Тој, како да ви кажам, ја искористи силата на финиот прекрасен свет со прсука што живее, неговата омраза кон него ја искористи да стане уште подобар. Тој што рече Мехинро сега, вчера или завчера, се храни, тоа е менталитетот на, конкретно на балканците, на србите особено. Тој се нарани со таа омраза нивна, со тоа што го неќеа, тоа што не го поднесуваа, тоа што го сакаа да го понижат во многу прилики. Го искористи тоа да стане подобар, да стане непобедлив. Сите нивни символи на ишлифованоста во тенисот, на вештината, толку да ги разбие, за никогаш никој може би у наредни 200-300 години да не може да ги урне неговите рекорди. А тој тоа токму им го направи на нивните двајца големи идоли во тенискиот спорт, Надал и Федерер. Со тоа што добре, нема да коментирам овие ниту Надал, ниту Федерер во одредени ситуации како реагирале кон Ноле. Но добро, тоа е веќе конкуренција, тоа е веќе овие интерни работи и така натаму, кои што може би не ги знаем. Сакав да ви кажам, Ноле изминативе години, повеќе од 15, ни одржа лекција на сите нас. За жал на повеќето од нас, кои што ни немаме многу време да исправиме нешто во нашите животи, благодарение на лекциите што ни ги одржа Ноле. Но барем можеме нешто да пренесеме од тие лекции на
оние кои што се зад нас, да си го направиме животот и нивни, ако ни се блиски, подобар да им го направиме, а и да си го направиме животот подобар на ниво на заедница, општество, држава и така натаму. Затоа во некоја рака сите мора да признаеме дека Џоковиќ, ја некојаш намерно го кажам со тврдо Дж, и намерно ги нервирам овие комшииве Србин, кажем на Ноле дека е македонец, се нервираат. Некој знае дека се заебавам, ама никој стварно се нервираат. И докази им давам дека е македонец, така и мртов сериозен, и се нервираат. Но добро, сакам да кажам во таа смисла, Ноле во моментов е можеби најважната, најголемата фигура, најголемиот спортист на светот. Човек со таква волја, со таква визија, со таква нескршливост, со таков инет, со таква тврдоглавост да се оди против сите и против секого, што значи и со таква самодоверба. На таков човек мора и со таква вештина, на таков човек сепак светот мора да му се поклони. Тој, со неговата величина, со неговите успеси, одамна ги натврли границите, порасна над границите и над неговата Србија, и над целиот Балкан. И од вчера, кумулативно со сите негови претходни успеси, освоени Гранд Слем титули, победи, и да не ги редам сите рекорди, од вчера се наоѓа на олимпискиот врв, на олимпискиот Олимп, ако сакате. И затоа на некој начин не е само српски, Ноле, не е само на србите, него му припаѓа на цел свет. Ова сакав да го кажам и во контекст на сите оние наративи што продолжуваат во одбрана на лудостите кои што може да го загрозат олимпизмот. Ноле треба да биде позитивната слика на олимпизмот. Ноле на некој начин треба, како да ви кажам, го спасува олимпизмот. Ноле и таквите ко него, но спомнам Ноле затоа што е најголемиот. Гледам продолжуваат наративите во однос на она што се случуваше на боксерскиот дел од Олимпијадата, кога маж кој што се декларира како жена го пуштија во ринг и претепа една вистински биолошка жена. Па гледам продолжуваат наративи кај нас, демек тоа се чувствувала како жена од мали нозе, тоа е мислам, тоа се такви небулози, такви глупости од овие неолибералниве левичарски, да не кажам што, да не им дадам епитет. Но ми текна само еден пример како да им илустрирам какви глупости, какви небулози зборуваат. Еден адекватен пример на она дека биолошките карактеристики не можеш да ги избришеш со гумичка. Утре ќе ви дојде на Олимпијада во пливање женска конкуренција. Ќе влезе некој кој поради диагноза што има или поради тоа што е измамник створен, ќе се декларира како жена,
а бил талентиран пливач, но никогаш не успеал во животот. Во конкуренција на мажи, ќе се декларира како жена, ќе почне хормонски терапии, ќе ги собере сите документи, ќе се пријави на Олимпијада, ќе на квалификации, ќе помине квалификации, ќе доја на Олимпијада и ќе опуштат да се трка за медал во базен со биолошки жени. А инаку типот не само да кажеме што е висок, пошто е нели биолошки маж роден 1,95 м, што е висок, што таква жена што е родена 1,95 м нема да најдете. И ки има стапала, да кажеме, број 52. Ко оној Майк Фелпс, како се викаше. И него ќе опуштите да плива со жени на Олимписки игри. Тоа знаете како е, како да плива со пераи во однос на нив. И типчето, тоа е типката, пошто нели е жена декларирана, ќе стане олимписки шампион. Тоа со себе ќе повлече слава, спонзори, милиони долари. Значи од никој ништо, што никој не го знаел ни у малото кај што живеел, само се подсмевале со него, или шо и да е. Одеднаш ќе стане фактор, олимписки шампион. Затоа што некоја будала, ради некоја идеолошки причини и доктрини, со кои што сега го вртат светот, што се погонско гориво на Европската унија и на западниот свет, некој рекол дека може да се трка со жени. Ова ви е најеклатантен пример какви глупости тресете кога зборите дека тоа нема врска, дека треба да им се дозволи на оние кои што се родени мажи и се осеќаат како жени да се пуштат на надпревар со жени на некоја олимпијада на било што. Ова ми текна на примерот, затоа ви го кажам. Но затоа за цела среќа го имаме еден Ноле, бунтовник против глобализмот, против овие лудости, против овие шизофрении, кои што не само што го загрозуваат олимпизмот, туку целосно ја загрозија веќе Европа и европскиот континент. Светогледите, темелите почна да ги подриваат на кои што се фундираше западната цивилизација. А тоа се јудео-христијанските вредности. Кој ќе ги подкопаат нив до крај, тој свет целосно ќе го снема. Не е ова видео за она што се случува на Блискиот Исток, во Газа, но верувам дека сите знаете дека тамо состојбата е пред огромна ескалација и најверојатно пред почеток на многу поголема регионална војна. Затоа што влезат ли израелците во Либан, тоа ќе биде пропаст и за Израел и за Либан, затоа што Хезболах не е Хамас, Хезболах е моćна армија, Хезболах може да го срамни Израел со земја, но истото тоа ќе значи дека ако влезат внатре, дека влегува и Америка, Иран е пред влегување на сантим пред влегување во војна, со директна војна со Израел. Турција, Ердоган му се закани на Израел дека ќе му влезе внатре со армија, и тоа се овој пат многу сериозни закани, што значи светот е пред еден колапс. Па затоа е убаво, направив мала дигресија со Ноле и неговата величина. Секоја чест и им честитам на Србија првиот златен медал на Олимпијадите. Се надевам ќе ги имате уште и чувајте си го Џоковиќ. Иако пак ќе кажам на никој начин, тој е граѓанин на светот, тој е веќе како олимписки шампион сечи.